како да се скратат административните процедури за остварување на правото на инвалидска пензија и да се признае правото на бенефициран стаж за лицата со телесен инвалидитет, беше темата на која дискутираа стотина лица викендов во Виница по повод одбележувањето на 25 години постојање на меѓуопштинското здружение Мобилност Кочани Виница. Васил Чоилиев, магистар по редовно право, детално ја образложи законската и правна рамка во остварување на правата од пензиско и инвалидско осигурување. Трибината во Виница ја отвори градоначалникот Ивица Димитров. Чест ми е тоа што баш Виница денес ќе биде покровител и Виница денес ќе биде организатор на оваа манифестација. Значи јас сум доста информиран за луѓето со телесен инвалидитет. Знам дека Светската здравствена организација во неколку нивни истражувања укажува дека 15% од граѓаните на нашата планета се со телесен инвалидитет, или тоа се некаде околу 1 милиарда. Во Македонија тоа е околу 10% или околу 200.000 жители со телесен инвалидитет. Според новоименуваниот секретар на општинската организација во Виница Душко Димчевски, во Виница има 70 членови во мобилност, од кои за жал активни се само 20. При тоа апелирајќи на поголема ажурност и кај останатите за полесно справување со проблемите со кои се соочуваат. Председателот на Мобилност Скопје Бранимир Јовановски ги поздрави присутните, а истовремено и одговараше на прашање поставени од членовите на Мобилност. Регионалната средба на Сдруженијето на инвалиди Мобилност јубилејот во Виница го заокружија со доделување благодарници на сите кои во изминатите 2,5 децении несебично ги поддржувале во сите нивни активности.